Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно издание на подкастот на телевизија Алфа и вечерва наместо класична најава, која сепак и ќе ја имам, но малку подолу, ќе ја прочитам една од моите омилени песни, еве нека биде, или творби, како сакате, на мојот вечерашен гостин, ексклузивен по многу основи. Ќе се обидам да бидам автентично колку што тој сакал да успее преку овие негови зборови. Насловот е "Нејзе да ја чуваш". Секогаш ќе има само една на која можеш да ја се јавиш во 3 наутро. Прескршен да ја кажеш и здраво, преисцеден да признаеш и радост и така, а која ќе го слуша само твојот здив и ќе ја слуша твојата тишина. И ќе знае точно кога си заспал и ќе ја спушти дури тогаш слушалката. Како што ти ја знае душата, како што ти го засакала небото некогаш, без оглед дали има на него златно сонце или сјајни звезди или темен облак. Секогаш ќе има само една во твојот живот таква. Секогаш ќе имаш само една пред која не мора да се правдаш како се чувствуваш, како сонцето што никогаш не се правда, што ти ја старее кожата. Како ветрот што не се звинува кога ти ја мрси и вее косата. Како дождот во есенски утра, кој врне без да се најави и не прашува. Секогаш ќе имаш само една таква. Како што можеш да се крстиш само во една црква. Како што можеш да се родиш само од една мајка. Како што можеш да бидеш погребан само еднаш. Ќе имаш само една таква нејзе да ја чуваш. И сега не знам дали успеав, она што јас успеав кај себе сигурно да си го постигнам тоа чувство кое што секогаш го имам кога ги читам неговите зборови, неговата најнеконвенционална поезија во Македонија, неговите творби преведувани на да не изгрешам, словенечки, така, кинески, англиски и многу други јазици. Автентичен по сите можни основи на творештвото. Стиховите негови не се обични стихови во рима, туку се стихови кои имаат приказна, имаат нарација, имаат причинско-последични случувања. Има нешто во неговите стихови кои верувам дека будат кај секој еден читател различна емоција, дали тоа му е целта, ќе слушнеме вечерва, дали сака да постигне еднакво чувство или идентична порака да испрати макар и емотивна каква и да е преку она што го прави, или пак баш тоа му е целта, да биде различно доживеан од секој еден читател. Исто така вечерва ќе дискутираме, инаку е ексклузивен пред и се заради тоа што тешко можете да го натерате да ви биде гостин. Не сакам многу да зборува за себе, исклучително е пријатен кога разговара, еден збор му е еден грош. Јас сум среќна заради тоа што конечно успеав да го имам вечерва, дами и господа. Момчето или дечкото кој што е роден во држава Вевчани, од своите 14 години живее во Скопје, од 2 годишна возраст е влюбен во книгата, тоа успеав да го прочепкам на интернет каде што малку си ја отвара душата, а вечерва се надевам дека многу повеќе ќе го направи тоа. Драги мои, Дарко Лешовски. Добро вечер и добре ден. Искра, добро вечер, фала ти. Ме пати срам само од себе, веќе се почнав да се срамам. И јас се препоти, верувам, ти си веќе индиректно или директно од целиот амбиент. Веќе шизофренично само од себе, чекај човече, ти си сериозен лик, не? Апсолутно те доживувам баш вака. Се трудев да биде опишано тоа што јас го гледам во и го читам преку твоите зборови. Младите кои вечерва не гледаат, најмногу го памтат, ја памтат онаа фраза која стана, не знам, препознатлива и твој белек. Тој да го чуваш, лепотице, тоа е таа фраза која сите некако не навлече своевремено, во зависност од возраста, кога ти почна и кога социјалните мрежи почнаа практично да ги полниш со твоето творештво, и затоа си нескромно и остануваш, и верувам гордо си ја носиш титулата на најчитан поет на социјалните мрежи. Да, импонира секако, мислам, не е пријатно сега сам да го кажеш за себе. Јас сепак мислам дека припаѓам на една генерација кога не воспитува, знаеш, фраер си ако кажат други дека си фраер. Ако сам викаш, тоа е веќе смешно, дегутантно. Но некои работи се, ајде, да речеш, не знам, факт, како што сега е ноќ факт, така да некои работи се јасни.
Немам намера да наменски да допирам, да таргетирам некоја публика, ама и сама знаеш веќе и од формално и неформално образование дека и во секаков вид на креирање на било каков продукт ми е одвратен збор во култура, но ајде да кажам некој трейдмарк, некоја узречица најтешко е да го постигнеш баш тој момент, нели? Имам еден куп реплики од филмови кои ден денес само една реченица да ја кажеш и точно знаеш за кој филм се работи, така да скапо е, многу е тешко и скапо да го постигнеш тој момент, со една фраза ти веќе да знаеш. А што значи скапо е? Па не можеш да го купиш. Не можеш да го дури со најдобрите, ајде да речам, PRG или маркетинг агенции позади тебе, не можеш да оставиш со сила белек во нечија свест, во нечие срце, во начин на живот, прифаќање. Значи, ајде, тоа не изе да чуваш, е јасно ти е за кого, дали ме сакаш или не ме сакаш, ама веќе ти е јасно за кого станува збор. Не беше Ленка родена, сега нормално нескромна е споредбата, ама знаеме кој е тоа така. Така е, апсолутно е така. И па ите тоа е таа некоја форма на израз која што не ја гледам и не ја среќавам често кај современите поети македонски. Може би кај писателите малку по присутен е тој вид на препознавање, таа форма, секако. Но кај тебе е и ова автентично или може би уникатно, би рекла. Пред да влеземе во студио, ми рече дека ти не би се читал себе си, односно дека твојата поезија не е твојот избор, на тоа секојдневно што го читаш, ако добро разбрав. Да, не. Зошто? И како е тоа возможно? Па веројатно затоа што тебе не учиш ништо ново. Не можам јас ништо ново да научам од себе си. Не знам, јас преби одбрал да читам нешто тотално диаметрално спротивно од мене. Полето на интерес ми е многу широко, така да и генерално сакам да читам по-кратки нешта, по-концизни, стегнати, да речам, не знам, пример, Црновен, последната стихозбирка на Блаже Коневски, можам да читам секој ден и наново да реоткривам нешто. Маџиров, тотално различен тип на поезија од мојот, различен израз, би рекол. Себе си кога се читам или морам да се препрочитам за нешто, ми е тегобно во смисла на никогаш ништо не е доволно добро. Се навраќам на некои работи кои нема збор, би ги оставил без граматичка грешка, мислам, дури и со граматичка грешка би ги оставил такви какви што се, но секогаш е еден циклус на реповторување, кој за креативен процес постои опасност да заглавиш и да шлајфуваш како гума во жива песок. Тоа е таа опасност од која бегам. Апсолутно, да. И сега овде ми е многу логично прашањето дали ти е творештвото практично дисциплина, континуитет или е магија? Инспирацијата од каде? Не. Тоа ми е било од секогаш пресилен збор е одвратно да кажеш, ама многу ми се смешни тие. Може би тоа влијае за еден дел од пишувањето кој мене се уште не ми е познат, тоа проза, да речам, пишување. Може би има некоја улога тоа Хемингуеевско или ајде да кажам работно време станувам сега во 5 или читам такви постојано исповеди на разни, не знам, писатели. Станува, пример, ќе го земам како пример, Харуки, Мураками, па джогира, па во 5 сабајле, па мора да исполни квота од 2-30 страници, па тоа мене тоа е веќе занает. А јас
доволно сум исчитал, тај да речем. Колку е занает во во твоето животот. творештво, а колку е апсолутно ти и излегува моментално како инспирација? Па секогаш кога е занает нема магија. Секогаш кога е Па ти поред секогаш имаш магија во твоите Па зборови. тоа е тоа чекање каде ако имаш среќа да начекаш да бидеш со такво друштво, да имаш таква жена покрај тебе која те разбира, да можеш да станеш во 2 са бајле и да пола сат да искуцаш нешто или да напишеш нешто, па да си легнеш како бања после го викам тоа одма полесен. Ама не доаѓаат тие работи повикано. Тоа е како мислам дека беше од есенин тоа. Не се моли као за 3 работи, за љубов, за смрт и за инспирација. Сите 3 доаѓаат кога сакаат, Кога треба, кога има време. веројатно, Да. така е. Кога сме кај издавачкиот дел, не е дека и не достигаш на публиката, бидејќи те чита секојдневно, во зависност од тоа што одбереш да објавиш на социјалните мрежи. Меѓутоа, сепак само 2 книги, Да. едната 2017 и тогаш Јаков му дари на Јосиф шарена облека. Таа е 2017, претходно е Дете од лоша фамилија. Зошто нема ништо ново од Дарко? И ева Добро, малку да те искара. да не правиме сега некоја митотворевина околу сето тоа. Најголемата причина сум ја, многу сум ајде да кажам одложувач на некои работи, иако веќе скицата како би изгледале понатака моите книги ја имам, е исцртана, а литература мака се веќе заинтересирани и се чека само на моја селекција и мора да признам дека споро ми оди за тоа што имам околу 2.500 страници од кои треба да извадам сега одреден дел за, нели, 2000 страници се многу. И тоа е веќе моја грешка е тоа прокрастинирање, мразам интернационализми на зборови, ама одложување, ајде да речам, одолговлекување на целиот процес. Добро, сега веќе сум до некоја пристојна селекција од околу 400 страни стигнав и се надевам дека многу скоро ќе го заокружам. И лежат тука и повеќе изданија. Во 2000 страници има повеќе изданија, но меѓутоа, имаш простор да сакам си... нешто да направам што е прв пат. Што не е во, барем мене не ми е познато во македонската литература, дека таков хибрид има. А тоа ќе бидат 3 поетски книги, поврзани со бои, црвена, бела и црна. И кога ќе се спојат сите тие 3, се добива една драма. Насловот, работниот наслов ми е Јас Homo Balkanicus. Не ми е познато дека, добро, ајде да не претерам, но ни од тоа, барем ја што сум читала, ме интересира литература и природата на работата ми е таква. Немам среднато некој таков хибрид кога ќе ги прочитате заедно сите 3 и правате на целина за која не сте свесни дури ја читате. Морам да споменам дека можеби најмногу радост ми носи. Тука разговарав од пред па има подолго време. Ја искористила оваа прилика да ја поздравам многу директорката на одделот за психијатрија со Славица и тој проект лично Беше гостинка и да, мене ме радува многу, каде веројатно тоа ми е еден од најголемите и можеби најголем комплимент во животот кој сум го добил. А тоа е дека понекогаш работат со помладите нивни пациенти, тие креативно опишување или начин каде многу неколкумина од нив ме зеле како еден поттик, односно како инспирација, како за некоја душевна состојба наоѓаат сличност или
олеснување, катарза во некои мои работи, како еве и мене ми било така, еве може и така, еве го тој знае како ми е. И тој проект сакам, може би тој да го завршам побрзо отколку моите, а тоа е, имам работен наслов на таа книга, се вика Песни кои ми го спасиле животот. Прекрасно. Кога селектирам македонски, балкански, но да, би сакал да има акцент на македонски автори од најновата генерација, па заклучно со ајде, првите поети, кога зборуваат за длабоки чувства или состојби кои ни се општо човечки, а често се табу или резервирани само за уметност или само за култура. Не ги препознаваме во секојдневниот начин на живење, на функционирање. Технологијата може би се менува, нели, имаме денес AI, роботи, електрични коли, повторно слетување на месечина и тие работи, но душата мислам дека е иста од кога сме луѓе, од кога сме Homo sapiens sapiens. Така да тој проект сакам да го завршам и на таа книга сакам авторските права да ги дадам на клиниката за психијатрија, кај понатака ќе можат да си ја предават и да си остваруваат тие самите приход. И тоа ми е најмногу радост ми носи. Каква хумана 2-3 пати идеја и каква одговорност всушност. во неделата, кога седнувам и селектирам и Фантастично. има, навистина, има од Леонард Коен, па заклучно со Коча Рацин, некои такви, мислам, песни кои навистина мене лично интимно ми значат многу. Како што јас сум во одреден момент сум значал некому нешто, така мене овие и сакам да, не знам, има една многу убава реченица од еден американски актер, кој вели дека поезијата е најнебитното нешто на целиот свет, најнебитното нешто, но изборовите поезијата конкретно е најнебитно, но сепак тоа најнебитно нешто ни се случува секогаш во најбитните работи. Кога сведочите на човек кој умира, а не знаете што да му кажете, кога сте многу среќни, а не знаете како да посакате брак или некому да честитате новородено дете, кога ќе изгубите некој близок, па не знаете како чувствата да си ги опишете и кажете сета таа празнина во себе си, тогаш поезијата е тука да ни подпомогне, да не поддигне малце, или па доволно е само да молчи и да тагува со нас. Така да, така гледам на таа книга, дека е тотално небитно нешто, се дури не ни стане најбитно. Јас би можела и да излезам и да те оставам буквално, бидејќи прво и основно мислев дека ќе ми биде тешко. Извини. Мислев дека ќе ми биде тешко да ги извлечам сите овие всушност работи и ти многу повеќе одговори во ова прашање. Како емоција и како точен опис на тоа што излегува од тебе, што правиш ти, кој си ти практично. Ама не е тешко и ти во суштина знаеш тоа многу симпатично да го правиш, да не звучи само бендисано, не звучи не знам надмено или како и да, а е многу силно и многу е хумано бидејќи помага. И додека човек те слуша, не само кога те чита, тоа и во најавата го кажав, тоа е баш така. Како една терапија, да не е вака страшен зборот како таков терапија. Дрко, што мислиш дека и направија на поезијата, социјалните мрежи ја демократизираа практично или пак ја уништија и наштетија? Не ја уништија, дали и наштетија? Не, многу една од причините за кои ми е драго да речам за себе си таму каде сум или како сето дошло до тоа е баш тој мој интимен отпор према таа салонска етикета која имала поезијата во минатото, само за избрани или само за луѓе кои
не знам, можат имаат некаков луксус да се посветат на читање или дебатирање или анализирање на поезија. Да, ма ќе се сложиш дека ти си еден од ретките што излегува од или што докажа дека поезијата не е само за затворен круг, например, туку дека допира и до секого допира. Никој не е имун на тоа што го правиш ти. Основниот, мислам дека еден од основните пориви на поезијата е најблизок со и најсуштински близок со самиот говор кој го имаме ние. А тоа е да се поврзеш, да пробам јас тебе да ти кажам како ми е и да пробаш ти мене да ми кажеш како ти е тебе и да пробаме да, нели, ни еден човек не е сам себе си остров, да пробаме да искомуницираме, односно да се сретнеме на пола пат. И многу било, од секогаш ми било еден момент на Царот е гол, кога дали многу македонски или балкански или па дури светски писатели, поети, автори, кога пробуваат да направат некаква мистичност и мистериозност околу некој, дали е тоа поезија, дали е проза, генерално уметност, да речам. А тоа е затоа да не се види дека нема суштина. Кога го читате вие, пак ќе се вратам сега, кога го читате вие Блаже Коневски, не зависи тоа дали имате вие IQ 155 или 45, колку број на чевли, едноставно ве допира тоа, ги препознавате емоциите, дали сега ќе ве натера зависно каков карактер или какво душевно настроение сте вие, дали ќе ве трогне до солзи или ќе ве наежи или само ќе ве подзамисли или па ќе речете не е ова за мене, но како и да е, јасно ви е и го разбирате. Така да ме радува што социјалните мрежи во мојот случај беа, например, па, ајде речам, некое банално продукција холивудско сценарио, типот на ајбе кој чита сега поезија, дали си нормален, па тие рефератите твои чаршафите. И тоа тие чаршафите премина па не преку ноќ, ама многу блиску на преку ноќ, во најпродавана книга во 2013 и 2014. Понатака гледав многу или препол ми бил, например, и ми е инбоксот со сандачето. Од пораки каде помлади или се пишуваат и бараат совет, што мене од секогаш ми било смешно. Прв совет, не ме слушај мене, второ, јас мислам вака. Така да, драго ми е што дури не е ни толку важно дали постои како книга, дали постои како еден обичен статус или пост на некоја социјална мрежа, ако ти само го прочиташ. Подобро е да... И дури имав многу драга професорка, ја поздравам во моментов, Шелева, на факултет Елизабета, ни викаше, не постои лоша и добра книга. Поготово за вас што сте на книжевност, вие мора да читате се. Дури и веќе кога сте читате состави на прашок, на едно, на друго, така да мора да читате. И од се нешто ќе научиш. Не верувам ни во толку лош писател, не верувам ни во толку добра книга, нит во некој убер над читател кој знае се да разлачи што е добро и квалитетно, а што не е. Веројатно, јас сега да се вратам, горем дел и би се читал и не би се читал, ама тоа го знам само од кога би се прочитал. Така, именно. Да. На почетокот од поентата да одговорат. Драго ми е да сумирам, драго ми е што... Тоа значи дека успехот на ваков начин издействува не ти представува притисок и да ти ја гуши евентуално слободата. Чувствуваш ли притисок некаков воопшто? Чувствуваш притисок, како не чувствуваш, но со тек на години се учиш да не се сваќаш себе си сериозно, да не се... Колку суштинска реченица. Па да не се самиот збор делува така надмено строго возгордева што на црковнословенски тоа,
Ама да, на крајот на денот тоа е многу убав начин за и да себе рефлектираш, да се огледаш. Јас сакам поготово меѓу блиски да го правам тоа, најблизок круг, што би рекол познатиот поет, писател и старлета Дарко Лешовски. Значи да се спуштиш, да не си даваш, окей, во ред. Така да старлета е особено интересно. Некогаш е притисок. Што ти е потешко, да направиш стих, да напишеш стих и да објавиш, кој што ќе привлече или ќе доби илјадници лајкови, условно кажано, или што ќе се памети? Или тоа некако е исто? Не ги... Ако веќе си седнал да пишуваш нешто што ќе се памети, тоа е осудено на пропаст, затоа што си неискрен. Веќе имаш цел која сакаш да ја постигнеш, и тоа е... Ги запишувам минутажите на твоите фантастични поенти, чисто заради нашето полесно маневрирање кога ќе сечеме парче. Мајка ми често ми кажува тоа, вика, кога почна да зборуваш, нели, машки, ние почнуваме на 9, Драгоша вика, на 9 години почнуваме да зборуваме, кога подзарасна, кога почна да зборуваш, мајка ми вика, беше толку досаден, препрашуваше се, што кога татко ти вика, открие на една финта твоја, мислам дека и до ден денес ја имам таа траума трак, века само ќе те испофалеше пред некоја особена гости ако не дојат и те снемуваше и се вцрвенуваше и бегаше низ врата, толку. И рад, вика, не последен сат, време не рад. Ти беше срам. Така да гледај, да не ме фалиш, да не да не те враќам од скалите, да, тоа е интересен момент, ама знам дека нема да избегаш, пошто некако си човек кој и барем така изгледа, стабилно и кој што до крај би ги истарал работите без разлика колку може и да се напорни во моментот, но ти си имаш твој стил и твоја енергија на смиреност и начин веројатно на кој што ги правиш сите овие нешта да изгледаат вака. Како ги квалификуваш, туку како гледаш на оние критики кои ќе речат дека поезија на социјални мрежи е нешто инстант и нешто кое што нема, тоа е инстант поезија и нема суштина. Еве на пример. Па не ги сваќам сега, не ги отфрлам од старт, ама не ги ни сваќам ни кој знае колку сериозно. Едноставно благодарен сум, би рекол, не на себе си, пошто не сум заслужен, пак не треба да се возгордам. Веројатно образование, нели генетика, сите тие работи си ги прават своите нешта, ама ете како дар си го сметам за себе си, да не го сметам тоа толку лично, да не го земам тоа толку лично. Мислам дека е многу фали, поготово во секоја сфера фали во Македонија таков начин на восприемање на работите. Ти можеш да си, се извини на израз, кретен идиот од човек, ама можеш да направиш или напишеш нешто убаво. И обратно, можеш да не треба да се земаат толку лично тие работи и не ги земам толку лично, затоа што ако истото тоа е ставено во некоја, не знам, монументална книга или добие одлики, награди, пофалби, не му дава од старт некакво кредо дека тоа ќе продолжи да живее. Има многу, навистина, поготово во светска литература или книжевност за некој што стварно го навистина го интересира. Има еден куп примери кога многу писатели биле или отфрлени, резигнирани, да не зборам Кавка, например, вчерашниот ден, Кавка беше како на вчерашен ден е починат. Нели, ја знаеме неговата приказна, не знам колку пати спалувал, па го замолил Макс Брод се тоа да го
доспали тоа што не останало, да не бил тој немало ни да биде објавено. Го имаме, например, Александар Дима, кога целото негово творештво било сметано за тотален кич и шунт и безвредно, тривијално. Александар Дима е читан и ден денес. Го имаме, не знам, Херман Хесе, кој исто сметале дека не е доволно длабок. А цели 70 и 80 години, особено многу чудно во Америка и хипи движењето, е голем дел инспирирано од негово творештво. Така да ниту значи, ниту не значи тоа нешто, но една работа морам да ја потенцирам и сум благодарен, која е многу ретка. А тоа е дека многу ретко писатели, односно поети, уште поретко поети, биле или сакани или мразени, во мојот случај многу повеќе сакани, дури се особено млади или особено живи. А јас го доживеав тоа и млад и жив. И за таа работа сум навистина благодарен на било кој. Ти си човек кој што не бега од општествени предизвици, политички, социолошки, економски предизвици кои ја и стојат на грбот на оваа држава, актуелни поранешни ситуации, така натаму си човек кој што не се плаши тоа да го спакува и да го објави исто така. На интересен својски начин. Што и недостига на Македонија? Повеќе политика вистинска или поезија ваква како твоја? Не е поезија во никој случај. Мислам дека ако... Ама зашто? Гледај колку умови и души може да бидат излечени реално, апропо проектот на психијатрија за кој не знаев и е величинствена работа. Што ја правите? Тоа ти сакам, ама мислам дека најмногу ни недостига, сум го спомнал во многу прилики, ни недостига некоја себе критичност. Себе тоа покоен доктор Чепреганов го викаше матурирање како народ, себе созревање, себе созревање во секоја пора. Особено ни недостига малку, ајде да речам, не себе критичност толку колку легнување на земја. Во смисла на ние сме навикнати да, особено мажите, тука ќе ги ставам, од секојаш ги сметам дека сме различни нации, македонка како припадност и македонец како. Мислам дека сме комплетно два различни народа во прилог на македонките, да. Во секаква смисла, и од храброст, и од иницијативност, и од, па да речем, една побестрашност пред светот и пред животот. Некако се многу посигурни и поприземни македонките во тој поглед. Особено македонците секогаш сме, не знам дали е тоа некој културен фолклор, но секогаш некој друг ни е крив. Секогаш некој друг ни е крив. Дали е тоа, дали е политика, дали е соседи, дали е комшијата, дали е директорот на работа, дали е колегата, секогаш некој друг ни е крив. Имаше ли политика во твојата одлука да заменеш од претседателската функција 2017-та? Не беше претседателска. А па така стои на интернет? Не беше. Беше член на управен одбор. Не беше ништо, беше Струшките вечери на поезијата, збориме, да. Беше, мислам, најточно искрено, тоа се вика елементарно човечко достоинство. Кога, ќе кажам прв пат, јас тога работев во влада, кабинет на премиер, и за тие седници на управен одбор, каде бев јас назначен за член на Струшки вечери, требаше да губам еден
ден и требаше да одам до Струга да присуствувам, а дневницата беше некаде околу 900 денари, а повратна карта ми беше 1200 денари. Да речам, ако одев со автобус, за да можам да рефундирам. Да. И јас требаше да додавам од джеп пари, да изгубам цел ден, напорна и динамична работа, тотално неспособен за другиот ден. И доаѓаш на... Тоа е исто одлична сцена за една неверојатна балканска комедија, кога во најжустрите периоди, кога Македонија нели беше дали ќе губи име, дали ќе дава име, дали преговараме и некога И шарена револуција и бомбите, тоа беше тие. Кога цела македонска јавност, како, не знам, во Мајсторот и Маргарита, во еден роман, кога почнува да дискутира цела Македонија 2 недели обседната со поезија. И дали вреди Струшки вечери како фестивал, дали го личи, не го личи. И да, јас сакам таа институција, на крајот на денот роден сум во Струга, на 100 метра сум роден од таа институција, ама ми беше дегутантно сето тоа и одлучив, чекај, зошто ми ова, не иѓам. Јас, мојот придонес, каков таков, можам да го дадам и без тоа. Не ми треба ниту признание, ниту некаква финансиски бенефит или корист сум имало, тоа кажав, или пластично, како, ниту па тоа некако би ми придонесло за некоја кариера понатака, него елементарна почит, како, знаеш, при во фамилија, човек треба некојаш да си ја има таа своја себе храброст и да каже дури мајка, татко, брат, сестра, било кој кој те спомнува пречесто и премногу, да кажеш ај доста сега, ај си одам или ај ќе излезам малце да прошетам. Така да тоа ми беше тоа. Мислам таа реакција, па требаше, па не требаше, за мене секогаш било тоа толку очигледно, да, фала Богу дека требаше така. А што би му рекол сега од оваа позиција и перспектива на момчето што тогаш растало на неколку метри само од местото каде се читаат во Струга? Ќе имаш се што сакаш, не си ја, како викаш дедо, не си ја стегај душата во грло. Тоа, многу работи, ако се вратам наназад, сум бил многу преобзирен и превнимателен, ако го земам цел контекст дека не секој добар човек имал добра намера наспрема мене. Така да, тој момент би му разбушил косата, како опушти се, не си ја стегај душата во грло. Дедо ми имаше една многу убава реченица, викаше понекваш многу поќе боли да си стегвиш душата ко пупка, него да ја пуштиш да расцутиш ко арган. Тоа значи, понекваш повеќе боли да се стегаш како пупка, него како јоргован да ти расцути цела душа. Така да, такви некои ситуации или моменти би ги свел колку што е можно на минимум. Ајде да речам со оваа километража и со овие бели влакни и овие години. Да. Ајде можеме ли да погледнеме на сегашната организација на Струшките вечери на поезијата и што му недостига? Една работа морам да бидам објективен, сегашниот директор Никола го знам лично и мислам дека му се многу искрени намерите да биде како што треба, поготово со исто од фелата е Никола е професор по македонски јазик. Мислам дека знае каде треба да се и знае каде се. И многу работи кои се опасност во сегашната и во претходна и во секоја идна е кога ако проба било кој од раководство или од организација
да верува на сите оние ласкања кои доаѓаат од страна. Дали биле тоа од највисока форма, да речам, на власт, или од најдобро намерна, тоа е секојаш фамилија, одлично, браво, супер. Мислам дека Никола има многу висок критериум каде треба да каде се во моментов, и би им порачал само да си го следи својот собствен критериум, каде треба да се и што треба да направи, или што може да направи да се до таму. Само тоа. Може ли да се очекува од, не зборам за конкретниот, конкретно за Никола и воопшто не конкретизирам јасно. ниту еден раководител на некаква културна институција, меѓутоа може ли да се очекува од луѓе кои немаат јасно со себе дефиниран патриотизам, љубов кон татковината, таа релација на давање на земјава, повеќе од колку што треба да се очекува реципроцитетно назад, да имаме и заштитен културен идентитет, да имаме патриотски, културни творби, продукти, да не го користиме како термин. Да. Може ли од луѓе кои немаат таков мајндсет да се очекува да имаме? Искрено, јас барем мој некој собствен увид секогаш бил тој луѓе кои најмногу создавале или дале на оваа земја, никогаш не го правеле тоа свесно. Никогаш не го правеле со задна намера, еве сакам да оставам трак, или сакам да ме паметат, или сакам јас да и дадам на оваа земја нешто, него го правеле поради едноставно немаш избор, мораш да си го следиш својот пат, дамарот, Парличев што го вика како збор, дамарот мора да си го следи, што има иста една реченица во неговата биографија која вика дека човек што си е сакат својата земја, немој да е лош човек. Така да пак ќе се вратам назад, сега малку за мене овие работи се поврзани. Таа самокритичност. Ние сме секогаш тоа треба државата да го среди, тоа треба секогаш, не знам, власта да го среди, државата, не може да среди. Ниеден не може да ја среди нашата неодговорност по секаков основ. Почнувајќи од, не знам, од возење со 120 на партизанска, до фрлање пикавци, до приграбување на нешто што знаеш дека не е твое и на крајот на денот или не ти личи, од материјално до функции, до углед, до вештачко создавање на себе грандиозност некоја која е многу смешна во локални рамки, а камо ако се погледне малку од страна. Така да не мислам дека не е толку проблем патриотизмот колку себебитноста, патолошката потреба, пак ќе речам, многу поизразена кај маши во Македонија, на себебитност. Ние имаме, тоа е многу убаво опишано кај Горан Стефановски. Ние имаме потреба да сме бегови во секаква смисла. Некоја травма, рана останата од минатото, кога ние за нас е успех да се однесуваш како бек, да не полагаш сметка на никој, да правиш што сакаш, да не работиш, да имаш пари, да живееш како сакаш, секој да е подреден над тебе. За нас е стега, неуспех, ајде ќе го земам како стереотип кој не мора да значи еден начин на, не знам, словенечко или скандинавско функционирање од типот на себе полагање сметка. За нас е важно, не знам, да си некој нешто, да имаш шофер, да
секој да ти е на располагање, да имаш било кој да му се јавиш, се да ти е завршена работата, а колкаво богатство е, замисли да имаш 70 или 80 години, да одиш секаде со точак, да си здрав, да не зависиш од никој, да зависиш само од својот труд, да немаш проблем и со надреден и со да те третира како еднаков, ти секој подреден под тебе да го третираш како еднаков. За нас е тоа некоја, ајде да речам, не машкост, не слабост, не силност, пардон, за нас е тоа слабост, а не знам, толку е достоинствено тоа. Јас, например, би потонал од срам да сум имал прилика да имам свој шофер, би потонал од срам да ме чека некоја генерација од татко ми ја да пијам негде кафе. Да. Зошто? Но, ова е супер објаснување за ова сето што го зборуваш. Не знам, една работа, кажи ми, пример со татко ми, една работа ми вика, кажи ми што си вака горд. Сакаш му викам наискрено да ги немам, викам никогаш чевлите оставено да ме ги исчеткам некој. Колку и да е тоа потреба, колку и да е, нели, некогаш мора за негде да излезеш да не знам, премиер си, председател си, па немаш време, па не може тоа. Колку и да е достоинствена работата на тој што тоа, нели, така заработува леп. Нели, секоја работа е достоинствена, дури и неговот. Ама мене не, ја би му дал него, не може тоа да ми го правиш. Тие работи кај нас се нормални. Не е нормално. Не е, може е заостанато од начин, ајде да речам, начин на воспитувањето, нели, сметот, тоа е традиција, време. тоа е вистинска вредност. Па за Не се служувам дека заостанат. Може би, да, но нели какво е тоа капиталистичко, агресивно, компетитивно, што исто го презирам од дното на душата кога ќе кажат компетитивно однесување, каква е таа компетитивност ти да си над некој. Зошто би бил, зошто не ја искористиш ако веќе си, нели, поготово од алгоритмите на многу имам помлади гледам од мене, буквално им се затруени алгоритмите на социјални мрежи, на серии, на културна понуда со таа алфа вредност да бидеш не знам, над, силен, моќен. Зошто ако тоа не го искористиш за да ги повлечеш нагоре и не знам, твоите блиски, другарите околу тебе. Која е потребата да не знам, да си Бетмен во стриповска знаеш, да си ти некој нешто или суперхеројот најдобар на светот, а при што тоа ќе правиш? Има една кога врвот на љубовта и на себебивањето е дарувањето, да дадеш од себе, да направиш нешто друго за некој друг. Зарем не е тоа победата? И зарем не е тоа најубавото? Ми се некако Неудавно пред некој месец, можеби повеќе, ќе напишеш светот е станат една голема чекална на психијатриско одделение, каде пациентите носат украдени бели мантили, насмеано ти приоѓаат, представувајќи се како лекари. И ти се обраќаат: вие зашто чекате? Зашто сте тука? Додека вистинските лекари немоќно викаат низ гужвата: немојте ве молам, немојте ви се молам, и ретко кој ги слуша, а уште поретко ги верува. До кога и до каде вака, не знам, велиш ти, но јас те прашувам, еве, мора да има некаков врв на тој безобразно изопачен циклус на односи и пак да почнат работиве некако да функционираат нормално. Докторите да бидат доктори, а ние пациентите да бидеме пациенти, нели? Тука морам да потенцирам две работи. Една, например, дека може би ти ова врзано со конкретна ситуација или некаков настан што те... Но јас го доживеав баш онака генерално. Не, морам да потенцирам две работи во смисла на не
Ја мразам таа стигматизација сега како на душевни болести, као на помалку да речам, ајде, не вредни, него се до еден степен и сето тоа е во ред. Не сакам да ги стигматизирам луѓето кои имаат, ајде да речем, душевна болка, но мислам дека сме стигнати до еден степен кога она од Булгаков што беше, кога оние помалку овие малку повеќе паметните, ќе дојде време кога ќе треба да им се извинуваат на глупавите за својата умност. Уште не е дојдено тоа време, мислиш? Не, тоа време е веќе заминато, го живееме во полнек, но мислам дека природно како еден циклус веќе сме во една голема зрелост кога работите не може да тера многу долго. Таа англиска изрека многу популарна, пак ќе речам, особено тажно што меѓу помладите на fake it till you make it, или како е препев на превод на македонски. Глуми се дури не станеш тоа што треба, веќе се преминаа сите граници. Ни ќе изглумиш, ни ќе станеш. Само многу штета има наоколу. И сакам да верувам дека како некоја шума после пожар, дека ќе имаме поубава почва за некои следни ластарки. Ама дека сето тоа е добро, не е добро. Многу пари, многу моќ и многу војни во исто време и некоја незаситност. Пред да дојам баш во емисија кај тебе го гледав по втор, трет пат, не знам кој пат, веројатно и од кога ќе заврши, кога ќе останам насамо денес или утре. Па ќе гледам еден говор имаше на Берни Сандерс, сенаторот во Америка, за потенцијалната, не знам дали ти излезе, за сета таа неправда која ја прават компаниите со вештачка интелигенција во моментов. И тоа е една сериозно опасна тема, кога едно општо цивилизацијско добро придобивка служи за остварување на енормен профит на многу мал број компании, односно многу мал број на светски сили и земји. Кога ние сме еден вид на батерии и дополнуваме само ја дополнуваме вредноста на тие компании. Вештачката интелигенција содржи многу податоци, многу доктори од трет свет на земја, многу културни работници, од многу новинари на крајот на денот, и сето тоа на крај профитот оди кај многу мал број на луѓе и веќе имаме монопол и на енормно богати, енормно недопирливи, би рекол, недопирливи. И дури во тој момент, да не одиме сега политички, нели, секогаш сила е сила, нема тука. Стигнуваме до моментот кога мислам дека голем дел на луѓе се повеќе ќе се свестуваат дека сила само е сила. Ниту знаење е сила, ниту е моќ, ниту тие, поготово генерациите како мене, не се чувствуваме поразени е многу силен збор, но би рекол, ајде, гневни или резигнирано се чувствуваат во светски рамки, особено тие, ајде, средовечни луѓе, моја генерација како мене, кога гледаат дека ниедна вредност од таа и претходните системи не е апликативна во сегашната реалност. Дека лажењето се користи еуфемизам како се снашал,
Тој што успеал да приграби како алфа, тој што успеал да понижи некого како Да, но судејќи доминантен. според твојот пример на екзистенцијалност генерално и тоа што го правиш, тоа што го создаваш, изгледаш среќно. И се гледа дека таа твоја среќа доаѓа однатре, дека не си човек кому материјалните состојби од околината му предизвикуваат особена среќа. Дека тоа е сепак твоја состојба на умот. Сакам да кажам дека не си човек кој што изгледа резигнирано заради тоа што некакви други работи се вреднуваат, а исто така пак и не си неуспешен. Бивајќи, живеејќи преку начинот на кој што си бил воспитуван, традиционални, вистински вредности, семејни, обштествени, тебе те донало до тука. Па И да, ти да. имаш и фино за живот, предпоставувам, имаш семејство, ти си среќен човек. Па да, но голем дел од тие работи, искра, јас сум свесен дека голем дел од тие работи се, фала Богу, и моја заслуга, но голем дел и не се од моја заслуга. Тоа е сплет на околности. Јас сум должен да не, ај се речам, да не глумам лудило или себедоволност и да ја негирам голем дел од мојата генерација која јас ги немам тие проблеми, но едва и може да екзистира. Не само во Македонија, зборувам било каде на светот е веќе тотално мисловна именка за 40 годишници да имаат веќе отплатена своја куќа или свој стан или обезбедено колку толку месечно покривање на трошоци за 2 деца. Затоа што тие работи изискуваат многу и среќни околности и многу жртвувано секакво. Ментално, физичко, душевно здравје, секакво. Секакво жртвување. А инаку во тој поглед, да, ќе пробам преку вистинска анекдота да ти раскажам има може година дена отприлика. Еден мој пријател кој е исто успешен писател во Холандија, по некоја случајност слушнал, па како да ти е втори, на трети, на шести врски и бев на состанок со една литературна агентка која работи за интернационална издавачка куќа, но по потекло е хрватица и блиску моја генерација. И ме читала тоа што читала по препорака, тие препеви на англиски, и сега зборуваме за издавање во странство. Бевна во центар, во хотел во Лобиво, тука беше друго дојдена, па ајде да се видиме во ред. И вели, чекај сега, а ти си од село, така? Да, и викам. И ти те фрустрираше да живееш во не, викам, зошто да ме фрустрирало? Јас кали, викам, сум гледал кога сум одел во шум. Све тоа. Да, викам, да, и школата ми беше близко и се. А вака, како семејство, едно друго, и гледам сега на кај оди муабетот, не, викам, немам гладувано, имав, ако поминам одличен, и основно добивав 500 кец фармерки на 10 јуни, добивав и викам, че парас да си купам Nike или било што. Аха, добро. Дали, ете, емоционално, на љубовен план, ме прашуваш и викам дали сум геј? Не сум. Ама и да бев, немаше да имам проблем. Аха. Си бил ли нека... Чекај се, викам. Тебе не ти се... Нема квака. Нема квака. Разбираш? Да, ми вика, гледам дека нема квака и тоа е лошо. Тоа е лошо, викам, за некој од Балкан и од земја која не е членка на Европска Унија и од мало место да кажуваш дека постигнал успех само со пишување на љубовна, ајде речам, поезија. Па да, немам како да те продадам, ми вика. Нема квак.
Нема туку војна во позади суштина себе. имам Немам толку- лузна од војна позади себе. Не сум страдал економски, не сум страдал, не знам, на интимен некаков план, некаква нереализираност. Не сум се чувствувал дека сум пониско од било кој од голем град, да речеме, еве, ајде Скопје, па дури и од, не знам, и во ние имавме, пак ќе речам, некое и општествено уредување здраво, кога јас во исто време, например, гласав за Майкл Джексон на зимска рекреативна програма, како што гласале и во Њу Йорк во тој период. Билборд. Сме имале контакт со светот. Не сум имал Ембер Оџа, не сум имал Тодор Живков, не сум имал еден куп такви. И викам, извини, ама која генерација си ми кажа? И викам, вие со војна кога имавте, ние тука многу подобро живеевме. Во Загреб, и викам, вие кога им републиката нели склопна околности, ние тука многу појна. Да, ми викам, тоа е лошо, немам како. Да, и викам, не доаѓам од трет свет, нема ова. И така. Да, еден супер опис на тоа зашто гладуваат луѓето и што треба да продаде некого. Дека една фантастично обична и нормална, па и фина приказна живот на раст, развој, не е доволно атрактивна за да го продаде тоа што го правиш, но за цела среќа ти живо ме интересира како звучи на кинески това твое творештво и дали Не знам. Леле, Не знам, тоа живо ме интересира. Не знам, наискрено, не ме ни интересирало, тоа беше Твојот пат ми беше зборот успева и да излезе надвор од овие граници, тоа што вреди се препознава и не тоа важно. организираше, беше некоја па добро пристоен број на песни, една компилација на нова македонска поезија. И тоа беше пред 7-8 години, може и повеќе сега. Не знам како звучи. Ја имам дома се. Има ли луѓе во кои си препознал дека се плашат од твојот успех? Или воопшто не ги регистрираш едноставно? Не. Дури не сум ни... Знам дека многу луѓе тоа ќе го протолкуваат како арогантност и веројатно може би, ама не би ја сменил затоа што ме заштитува на некој начин. Има една реченица од различни сега на крај на ден може не ни од едниот ни од другиот, не знам, имам среќавно од различни извори. Некојаш излегува како дека е Ентони Хопкинс, некојаш Гери Олман дека е, ама што мислат луѓето за мене не е моја работа, нивна е. Така да од секогаш сум дури и свесно некогаш сум се правил слеп за такви работи, затоа што те води во места каде нема да можеш да вратиш време и начин на размислување пак. Ти одзема сила, дали некој, не знам, бил тоа што го викаат за љубоморен простак, за мене се ќе го кажам како збор, компетитивен некој, тоа е простачина, поготово во уметност. Значи, како може јас да сум љубоморен на некој кој треба мене да ми отвори комплетно поинаков еден нов свет, на поимање, на метафори, на слики, на не знам, едно неверојатно богатство, призма да можеш да дзирнеш. И тогаш пак сега се враќаме на она што го кажа пред некои 20 на можеби минути, дека себесозревањето и себеосознавањето е тоа нешто кое како општество ни недостига, и кога тоа би било индивидуално, би биле многу посреќни сами со себе и тогаш нема да ни пречи тугиот успех и да сме простотилук, односно да сме љубоморни и да, па добро, тоа се некои работи многу си имаме ги многу убави зборови да си ги опишеме. се едноставно. Има ли стих твој кој твојата животна филозофија ја опишува? Вака на прва да ти текне. Веројатно многу. Туѓ? Веројатно многу. Интимно, душевно, многу ме
многу ме привлекуваат, може би за останато звучи или така силно, многу стоички онакви настроенија стихови ме привлекуваат. Ако вака прво на памет што ми паѓа, не е убав како повод, ама и ако се навраќам назад и ако можам да видам пат некој свој себе си на кај сакам да одам, тоа би ми било или го сакам. Има два. Едниот е не се стихови, едниот е епитаф, а другото е цитат од Достоевски. Првиот е од Никос Казанцакис, критскиот автор, и на неговиот епитаф стои: не се надевам на ништо, не се плашам на ништо, јас сум слободен. Тоа е, може би, некоја максима која долго ја носам. И вториот е на Достоевски, кој што ми е многу храбар. Ме импресионирала храброст, да речам, и во израз, и во поезија, и во живот, во секојдневен обичен живот најмногу. А тој на Достоевски вика до по себе си, значи по себе си. Да си појдеш по себе си до крај на светот ако треба, макар на една нога и со куцање, со подскокнување, твоја рака да не се потпре на рамо ничие, а ако мора да се потпре, да не остави тешина. Така да тие ми се, да речам, императиви, на кај би сакал да ми е да терам. Поезија како поезија сакам во многу форми да ја читам, ама кога треба да заспиеш тие неколку секунди, секогаш животот е најјасен и најлесен, наједноставен. Треба да се фатиш за обични и општи работи. Ти благодарам што вечервајте многу животни насоки на некој начин. Може би несвесно им ги даде на младите луѓе кои те слушаат и те следат вечерва и кои, бидејќи со социјалните мрежи какви што се, ќе можат и неодложено да те гледаат и да те слушаат кога и да посакаат. Има ли песна која си ја напишал, но никогаш не ја објави бидејќи е премногу лична или бидејќи не знам? Има многу. Има многу такви? Многу, да. И па голем дел од тоа селектирање ми е баш најмногу мака имам за таа црна книга, ја викам, каде се некои себе рефлективни пишувања, не знам ни дали се песни, малку тешкички. Не за мене тешкички, него сепак јас сум човек кој има родители, има фамилија и тоа е, но по друга страна и ме охрабрува затоа што тие се веројатно нешта кои не би сменил ни една точка. Затоа што било тоа така. Дали е тоа пријатно за читање, дали е тоа таа поезија што те спасува? Па најмногу те спасува такви работи. Таа црна книга. Па те спасува. Кога последен пат те спаси твојата творба? Многу има. Например, тоа се не знам како се искажуваат. Ти имаш фантастичен начин на кој што го правиш. Баш тоа искажувањето продолжи. Да, но не знам како се искажуваат тие нешта кога некој твој близок е многу потресен, тажен, изгубил нешто, ти знаеш како се чувствува, многу доволно си и паметен и внимателен во такви периоди, да не се правиш многу паметен, да не даваш некоја лажна кураж, едноставно да си присутен со таа болка и тага, ама многу треба внимание да не стане тоа болка твоја. Да не стане тоа што си го впил како емоција, како енергија од него, да не остави
врз тебе тежина и лузна, па мора на некој начин да го испуштиш од себе. И во такви моменти знам да направам приказна. Знам да направам приказна од сето тоа и да го напишам во еден лист, два, дури и 15 колку ми треба, само за да ме спаси. Ето тоа, ти што викаш, да излезе од тебе. Сето тоа понатака можеби не е пријатно ни за читање, нема ни некаква вредност, но за тебе има многу, затоа што ти точно знаеш како си се чувствувал, како тој што многу ти го Им се враќаш ли се- од денесен се аспект чувствува. на некои совладани состојби, напишани, ставени тогаш на хартија, дали после извесен период им се враќаш? Па може би само нив им се враќам. Може би само нив им се враќам во смисла на Да си потврдиш себе си дека си успел тоа да го надминеш или да провериш дали си успел да го надминеш? и едното и другото, ама многу е убава и себе доволна таа радост која ќе осетиш и која ќе видиш дека некогаш сенката на волкот била многу поголема од колку што бил волкот. Така да има некоја драж и убавина во тоа. Па буквално во секој одговор на било кое прашање можам да извадам парче за да ја продадеме, условно кажано, кога сме кај овие комерцијални дискусии. Емисијава пред да се случиат тие кратки рилсчиња одат во тие денови пред да емитуваме. Како и да е, би можело уште 2, 3, 4, 5 часа без проблеми, без да Мене почувствувам мрзам, дека ама времево некако ни отиде и тука некако треба да го привршиме муабетов и знам дека можеби, односно го знам одговорот веројатно на ова последно прашање, ама сакам да те слушам како тоа го правиш ти, кога ти се изложуваш овде на отворена сцена, директно, искрено, најотворено тоа го чувствувам. И сега, ајде, што би сакал да остане после тебе? Пошто да те памтат по одредени функции, по твоите зборови или по чувствата што си ги побудил кај луѓето читајките. Ако треба да избереш, пошто да те запамтат. Многу е бизарен и многу е небитен. Страшно небитен. Тој начин, ама за мене многу близок и многу ме смее. Има едно интервју од како се викаше сега, ќе ме отепаат. Ми блокиран ми е мозокот. Twin Peaks овој режисеров со белата коса, Дейвид Линч. така е. Дейвид Линч. Со Харви Дин Стентон и го прашува така, му вика, пошто сакаш да те паметат? Тој е веќе во полуглув, во мината. Вика, како? Што сакаш, вика, да те памета? Небитно. Така да, небитно ми е стварно. Не сакам да ме паметат, сакам да ме одживеат тие со кои ми се најблиски и најзначајни, да ме одживеат во смисла на да знаат дека сакам добро, дека мислам добро, дека давам се од себе, а да ме паметат стварно ми е небитно. Дури некоја сум барал да видам литература, стручна литература, да видам дали е тоа моето арогантно или сум забегал, но како што сум читала по некоја случајност и сестра ми е психолог и тоа дури со последни истражувања кажуваат дека тоа е здраво, дека тоа небитно, искреното небитно, кај мене било од секојаш искрено, дури и од порано бајаги, порано што ме плашало, дека тоа е дури здраво. Што не те прави обременет да мораш да се подредуваш на некоја улога или да мораш с краја да разбиеш некој дека јас сум сега некој нешто, па
треба да оставам трак или белег. Би сакал еден ден ако да Господ деца да тие да ме одживеат, да ме одживеат блиските околу мене. А за паметење Небитно. стварно небитно. И јас ти благодарам што вечерва речи си сум 100% сигурна се покажа себе си или извадив, успеав да извадам дел од тебе што не го виделе оние кои те следат, оние кои те сакаат, па и оние кои не те следеле, а еве вечерва те гледаат прв пат, не го виделе. Може би овој Дарко си го знаат дома, си го знаат луѓето кои што ти дозволуваш да те видат поинтимно, отколку нели вака јавноста, меѓутоа ова беше многу важно. Дарко кој што твори, кој испраќа пораки со секоја запирка, точка и интерпункција од најзначајна до најнезначајна во своите реченици да ја видат неговата природна состојба, неговата автентичност и неговата вистинска мисла во соочен со вакви или онакви животно-филозофски прашања. Бидејќи ако сакаме да вратиме вистински вредности, тоа треба баш вака да се прави. Затоа ти благодарам уште еднаш што несебично се отвори вечерва. Добре, јас сум тие што ми се блиски и се трудам да го коригирам тој дел. Не дека не го чувствувам, ама сакам да го освестам и да давам комплименти повеќе, поготово сестра ми вика, со тебе лесно ми беше. Така да, фала ти тебе, лесно ми беше. Многу ми значи и ти благодарам многу. Ако така мислиш, а верувам дека лесно ми мислиш, беше. не би бил тука ако не е така. Не би го кажал да не. Ми значи ти благодарам и ќе го повториме ова сигурно за некое време. Дај Боже да бидеш што побрзо кога овие 2000 никако ќе успееш да ги сместиш во 3 изданија со тоа што сакаш да го направиш како форма на хибрид, досега не видено. Уште еднаш ти благодарам. Фала ти. Драги мои, пуштајте се го Дарко Лешовски неколку пати, особено младите, затоа што секое негово слушање може да ви разбуди некаква идеја, инспирација, нешто, некаков, па и лек, нека е, нели? За состојба во која сме мислеле дека сме поминале, всушност уште ни тлее некаде длабоко, не се секогаш скапи лековите за душа, кога сакаме да си помогнеме, а не знаеме како, никогаш може би се баш овие емисии, без да звучам преценувачки вечерва, но мене ми значеше разговорот со Дарко Лешовски, верувам дека најмалку на еден меѓу вас му предизвикавме некаква слична емоција или енергија вечерва. Гледајте Алфа подкаст или подкаст на Алфа и следната сабота ќе се зрачиме цело лето без пауза за одмор. Добра ноќ.